Кај го смислија тој збор репреговарање? Ја не сум го слушнал до сега. Како им текна мајко му, сите повторуваат како папагали. Ќе репреговараме. Кога сакат да лажат, они се многу креативни. Што сте чудни? Нашиот устав не познал. Кој го прашува уставот, бе? Ќе направат така, ќе си пројде и уставен суд ќе си отчути и све ќе си биде. Прв пат ли е тоа ние да скршиме устав и никому ништо да не биде? Ќе мрдлате од друго место, не све до Унгарија. Тука ли беше? Тука беше со Тајани, Тајани беше тука. Он на пресконференција вика, па не, ја не сум пристарица на тоа за репреговарање. Знаеме дека не може да се репреговара преговарачката рамка и договорот со Бугарија. Туку ќе си одиме на верзија одложено дејство на уставните промени. Иако одложено дејство не познава македонското право. Може да се донесе закон со кој што се дава рок за приспособување кон законските одредби, ама уставен закон нема одложено дејство. Од денот на гласање тој де факто станува дел од уставот. Што ќе правиме после ако не влеземе во ЕУ? Прашањето е што ќе правиме ако не влеземе во ЕУ? Него тому е Ќе гласаме за да таа одложена уставна. Ако ти се сложат албанците, дојде да ми кажеш. Него тоа му е идејата. Извини. Така, кога еднаш веќе со одложено дејство наводно ние ќе ги ставиме, ако не влеземе во ЕУ, тогаш ќе ги вадиме назад бугарите? Или хрватите, или евреите, или не знам таму кои се беа. Ама ти само што кажеш му е на него идејата. Него идејата му е да отиде денојаве, нели, на 19-ти кога ќе оди у Брисел. Идејата му е да отиде у Брисел и да им рече: кај нас Што ќе им рече, бе? Што ќе им каже? Македонското право таму иде он да му кажат, не да рече. Ама он таму што ќе каже? И да каже мјау и да се врати. Македонското право не познава одложено дејство. Ја овие дома ќе си ги лажам дека сме ги донеле, ќе сме ги внеле бугарите со одложено дејство, вие само треба да ќутите. Абе, седи тоа. Тама така ќе биде преварата? Ости се. Може ли да влезат со одложено дејство? Не може. Кога ќе влезат се влезени. Значи ќе бидат влезени. Че се полека. Прво вака, кај го смислија тој збор репреговарање? Ја не сум го слушнал до сега. Мојот речник е прилично богат, вокабуларот ми е прилично. Таков збор не ми текнува, како им текна мајко му. Сите повторуваат како папагали. Ќе репреговараме. Тоа е еден нов збор, ја прв пат го слушам од неја, репреговарање, видиш. Колку се они иновативни ама кога сакат да лажат, они се многу креативни. Да, тоа е паштета. Мислам, тоа значи преговарање. Значи нема репреговарање. Значи тоа е така. Активна блокада. Се сетиле они за лажењето, видиш, народот види ќе репреговарале, па се вика што е. Сигурно мајка ми и татко ми се прашува што е бе тоа репреговарање. Значи употребуваат многу интересни вака изрази. Второ, што сте чудни? Нашиот устав не познал. Кој го прашува уставот, бе? Ќе направат така, ќе си пројде и уставен суд ќе си отчути и све ќе си биде. Прв пат ли е тоа ние да скршиме устав и никому ништо да не биде? Поентата е одма ќе ги внесат бугарите устав. Тоа е поентата. Ќе пишат одложено и со одложено ќе биде. Како ќе пишат така? Ние ќе треба да се правиме будали дека е со одложено, но ќе биде веднаш ка стапи. Од уставен суд ќе ги викнат на една вечера тамо кај што треба, ќе со тие по едно мевцу толкав тањир ќе му стават и све ќе биде уреду, што е проблем? Срекни ќе се вратат дома, биле таму и таму на вечера и готово. Како? Ќе го уставот, знаеш кој ќе го отворат уставот за тоа прашање? Кој истече рокот после 10 години, како што имаме и до сега практика. Па до сега немавме ли такви, како беше, ратификувавме меѓународни законот за бугарите? Не го правивме со двотретинско, него си го направивме со просто мнозинство и никому ништо. Каков устав, какви бакрчи, што ве гледам чудни. Тоа е све договорено тие што му ја правеа владата, ќе идеш ќе кажеш вака одложено на друго, како уставен терај. Да видиме Тимчо што рече. Ајде да видиме баш Тимчо што вика. Него деламе целосно ставот дека за моделот на одложна примена на уставните измени се потребни промени ниту на преговорачката рамка, ниту на заклучоците. Тоа е, би рекол, прашање на правно толкување. Еве, јас, на пример, сум застапник на ставот дека тоа може да се направи без никаква промена. Ние имаме за цел прво да имаме предвидлив пат кон европските интеграции, а второстепено
и да го заштитиме, да ја заштитиме политиката на проширување врз основа на вредности и принципи. Не, нема потреба за репреговарање на преговарачката рамка тоа. Па нели беше таа Они избори 3 изборни циклуси, они на локални избори избореа за преговарачката рамка. Они на локални избори избореа за бугарски диктат. Од 3 изборни циклуси, 4 поред, они изборат против преговарачката рамка, договорот со Бугарија и Преспанскиот договор. 3 избори. И сега викаат, па нема потреба. Сега го зборат тоа што ние го зборевме дека година и пол до емисија. Така Дека беше не може Екимовски, да се промени. ние тука зборевме, со тебе највеќе сме збореле околу тоа. Така е. Не може да се промени. Они викаат 27 нема потреба затоа што не може да признаат Ама дека не види, може они да ја одат, сменат. не види Милош, они одат на опцијата дека Ние не памтиме. граѓаните се 81,9 IQ и ќе им кажеш нешто и они ќе и точно е тоа. Значи не се доволно едуцирани. Не се доволно едуцирани граѓаните. Не. Стив, се послушај. Значи, ај ти послушаме. Само Значи, да се докажам лажат. Само да ја докажам тезата. Они одеа на верзија дека луѓето не ги знаат процесите во Европската унија. Не ги знаат праксите на Европската унија. Праксата и законодавството на Европската унија е многу поразлично од било која држава. Таму не постои еден единствен устав, еден единствен закон, директиви, укажувања и така натаму. Таму постои принцип на една одлука ја гласаат сите или никој. Кога е донесена преговарачката рамка, таа е акламативно изгласана. Од 27 земји членки. 27 се бе. Добро. Акламативно изгласана. За да се промени, треба пак сите 27 да гласаат промена. Меѓутоа, додека се донесе до промената, додека се стави на дневен ред да се гласа таква одлука за промена на преговарачката рамка, и Бугарија, и Грција, и не знам кој, сите ќе имаат дипломатски активности и ќе се обидуваат земјите кои што треба да гласат, ќе ги убедуваат да не гласат. Ние немаме таа дипломатска моќ. И од тука е јасно дека ние немаме таква сила да ја убедиме Европската унија или 27 земји членки на Европската унија да ги убедиме дека треба да се промени или треба да гласаат промена на преговарачката рамка. А зашто да ги убедувам? Ама не, окей. Они викаат дека ќе ги убедат. Зашто да ги убедувам? Ама они викаат дека ќе ги Абе, убедат. Јас ќе за ги нивната известувам лага дека зборам. мојот пат за Европа до тука застанува. Не е проблем, ако не давате понатаму да идеме, добро, тераме. Ќе си гледаме своја работа, што е страшно? Ама тоа е став. Ама тоа е став, јас зборам за лагата. Ама они немаат став. Не сакате, добро. Он нема став. Не, јас зборам Он за е пластелин. Не, јас Мицкоски зборам политиката на Мицкоски е пластелин. Јас зборам Како за- ќе го наместиш, така ќе остане. Како ќе го стегнат од таму од згоре, оп, така останува. Јас зборев за лагата која што ја пласира 3-4 години. Оваа беше лагата. Дека ќе го репреговарале, дека имало можност, нели они збореа, постои можност. Па и председателката Гордана Снејовска-Давкова, уставен експерт, велеше дека постои можност со добра волја, нели да се така. Па сега нели има? Сега каде е можноста? Еве ме До информира сега во емисијава збориме за две лаги. Таче нема легитимитет, така, Да. не победил на избори. Он сега се става градоначалници кои што немаат легитимитет, не победили на избори. Не освоиле по 20 до 30 000 гласа. Точка. Второ, цело време како го викаше зборот? Репреговарање, тој е фантастичен, фамозниот израз. Тоа е коактивна блокада. Интелектуално тоа. Значи тој збор го потребува они, да. Сега се откажува, тоа му е втората лага. Сега вечера веројатно ќе имаме уште неколку лаги. Имаме. Имам. Ајде да ги видиме која е следната лага му. Еве сега ме информирав дека гледач днеска да коментираат, да не го видат јавно. Вели, го прашуваат сега додека е таму на друг подкаст, го прашуваат зошто не спроведеш референдум за промена на името, за враќање на уставот. Бидејќи може да го направи тоа. Ако сака, може. Значи може да се задолжителен референдум со кој што тој станува после и уставен закон станува таа одлука на референдумот, нема потреба да гласа ни еден пратеник. Добре. Гласаат 600-700 000 луѓе и викаат ние сакаме луѓето на непосредно си носат закон, народот си носи закон, вика од утре се викаме Република Македонија. Крај. И одговорност ке нема ни Мицкоски, ни Влен, ни никој. Одговорот на Мицкоски бил, а што ако пропадне референдумот?
Како да пропадне? Како ќе пропадне референдум? Не разбирам како ќе пропадне. Како ќе пропадне референдумот? Не разбирам изразот. Што значи пропаст на референдумот? Па ако не бил успешен. Па добро, народот нема интерес да по тоа прашање се изјаснува. И пак ќе биде он ќе биде легитимен. Уќар. Уќар ќе биде. Он ќе биде уќар. Да. Народот не го интересира таа работа, си гледа друга работа, значи у редо е тие што го сменили името, што е проблем. Ама него донеле за тоа. Преска ти кога викаше за бугарскиот договор. Не е така. Ајде. Многу пати сум кажувал. Договорот со Грција народот го голтна полесно. Зошто? Очекуваше дека ќе биде подобро, ќе влеземе у НАТО, ќе дојдат инвестиции, ќе сме биле побезбедно, бла 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 и така дале, ќе ни се отворат преговори со Европска унија. Ништо од тоа не бидно, освен што влеговме во НАТО, влеговме во НАТО ради нив, не ради нас. И се останавме без оружје. Се извинувам, прашањето било да го поништи договорот со Бугарија на референдум. Па тоа што го пуштавме Да. ние вчера, завчера дека го сега. мети. Да. Јас и тогаш на Ковачевски му викав, не се играј со бугарско прашање, ќе ве кошта глава. Него тркалото му тргна надоле, отколку почна да се обидува да преговара, да разговара, да се обидува да прави уставни измени, да ги внесува бугарите. И колата му тргна на крај, надолу, и на крај, што викаат кај нас у село у Панагон. Знаеш што е кога на конјот ќе му ставиш една вреке лево, една десно, е тоа од озгора торбичето што ќе оставиш, тоа е у Панагон. Значи у Панагон му дојде дуи. Сега него, оваа работа што ја кажува со бугарите, нема репреговарање, туку ќе има одложено дејство, како Струга и Кичево, да, значи, него и исто така колата ќе му тргне на. Она сега му е надоле, ама после ќе му иде без скочници више надоле, нека си го направи тоа, да види како ќе изгледа. Оти, прашањето со бугарите и внесот на бугарите во уставот е многу поосетливо од промената на името, гарантирам. Инаку Дамјан Петрески вели за референдумот треба да гласаат 900.000 луѓе, што не е можно, ова е многу пати објаснето. Добро, зошто тогаш А што се плашите? Нека не гласаат. Христијан Мицкоски И ќе кажеме народот нема интерес. Христијан за ова Мицкоски во собрание поднесе закон за референдум за договорот со Бугарија. Го кажа и прашањето Дамјан на нека каже дали он ќе гласа ако иде на избори. Тоа нека каже. И Христијан треба да каже дали ќе гласа. Ако он Ама каже Христијан тоа го ветуваше и тоа го направи. Он тврдеше дека Талат Џафери не му дозволува да граѓаните има ради референдум. овие лаги немаат интерес да излегуваат на избори. А по тоа прашање да видите како ќе имаат интерес да искочат на избори. На референдум. Ама он предлагаше референдум за раскинување на договорот со Бугарија. Така ли беше? Така беше. И тоа е најпоштен пристап. Го имаме и видеото. Ако Најпоштен го најде пристап. режија, го пуштавме пред некој ден, пуштавме видеото каде што најавува референдум за раскинување на договорот со Бугарија. Значи он го ветуваше тоа и он поднесуваше од опозицијата таков закон за референдум. Талат Џафери тој закон не му го прифати, еве сега има нова власт, он има мнозинство, Африм Гаши е претседател на собрание, нека го вратат на дневен ред, нека го раскине договорот со Бугарија, нека направи закон за референдум по однос на тоа прашање. Што е проблемот? Тоа си го ветил човече. И сега викаш што ако не успее референдумот? Па не си мислел кога си нудел тоа како решение од Ама ако опозиција? не успее референдумот, не успее. Народот не е заинтересиран. Значи се согласува. Во реду. Имаш одговор. И имаш ти потврда за твојата политика. Имаш насоки од народот кај да одиш. Ако народот не е заинтересиран, ще тераш дале. А ако е заинтересиран, ќе кочиш. Многу е просто. Го имаме тоа видео? На прес на отворено пред штаб, тоа е по средба на Централен комитет на кој што акламативно е изгласано дека ВМРО ДПМН ќе поднесе иницијатива за референдум со прашање дали сте за раскинување на договорот со Бугарија од не знам си кој датум. Со можност, како беше она за референдумот 92? Не е со можност Со можност да стапиме да влеземе во Европска унија со идно одложење на уставот и така натаму. Не, тоа го немаше тогаш. Како Сега тоа може да го има. Како тогаш 92 Андов кој смисли тоа така смандрљано. Ајде да го видиме што викаше поднос на референдумот, како го нудеше тоа како решение пред граѓаните. Се донесе одлука да граѓанска иницијатива за собирање на потписи за распишување на референдум и во наредната недела ќе собереме најмалку
100 квалификувани потписи со што таквата иницијатива ќе биде доставена до собранието. Но оваа иницијатива, прво потпишан ќе бидам јас, извршниот комитет на партијата, пратениците, пошто очекувам собранието во брзи рокови да ја легитимира и одобри иницијативата, пошто ќе започнат роковите за собирање на 150.000 потписи за распишување на задолжителен референдум. Повторувам, задолжителен референдум. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија кој Заев го склучи со Борисов. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија и основата по која потоа Бугарија ги темелеше своите максималистички барања и позиции. Затруеното дрво раѓа затруени плодови. Раскинувањето на овој договор ќе значи раскинување на барањата за промена на учебници, спорење на јазикот, историјата, културата и така натаму. Затоа референдумското прашање предлагаме да гласи и како такво денеска го усвои и потврди извршниот комитет на партијата. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. Ќе го повторам уште еднашка. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. ВМРО ДПМН ќе повика да се гласа за престанување на важноста за овој штетен договор. Нека дојде тука, нека седне на ова столче и кога ќе ми рече вака, ама не сум рекол ја таква работа, ајде да видиме дали си рекол, вака ќе биде. Си рекол на тој датум. Абе, дали кажам на изборите победи тој што најдобро лажеше? Победил тој што најдобро лажеше или не победил? Ама... Ова е Веле мајстор. Улажење? Веле мајстор. Фишер. Боби Фишер, дај една кола, ајде. Дај чашка. Еве сега вика Груевски немало да го враќа, Груевски бил криминалец со меѓународна потерница. И немало да го враќа. Сега, кажал, сега ми информираат. Како? А овој шо беше, шо го пуштија да избега? Блерим Рамадани? И ќе се истражувало кој го пуштил Груевски да избега. Тоа го најавил сега. Супер, го охрабрувам тоа да го прави. Да. Јас го охрабрувам, браво Христијан, терај. Да. Ама он Терај. Он му останува со такви работи да се занимава. Заев, Со ништо паметно не може да се Заев занимава. е човек на место. Успоредба со овој. Заев истина. Значи, Заев ова- истината. За Може ово ти е... кажем нешто. Заев само да не правише гафови со изјавите со едно друго, Марадона беше за овој. Марадона Мутеше, пустеше, туреше ваму, таму. и ги бркаше работите. И ги избрка. Овој, Овој Иначе да. овој што ќе му каже Влен. Сега па више Многу луѓе почнува ме да праша- слуша и Дуи си го слуша Да, сега. дуј, ги слушав. Сега да. оние слуша на Ги слуша, ги едно, слуша. еден степен, овој е на Да, си оди на средби со Али Ахмет и така. у квадрат. Да. Многу луѓе ме прашаа дека на приватни пораки дали го гледам Мицкоски затоа што на нив им се чинел дека во моментов е пијан.